Општински установи, домови за грижа на стари лица по теркот на Беровскиот ке се градат и во други општини од државата. На истокот најбрзо дом за стари лица ќе добие Пехчево, најави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Старата амбулантна зграда ќе биде реновирана во модерен објект за згрижување на стари лица кој во рок од 2 години треба да биде изграден од страна на купувачот. Како министерство и понатаму ќе продолжиме со низа активности за зголемување на капацитетот на старските домови во Република Македонија, за отворање на нови старски домови. Изминатите неколку месеци се продадоа неколку локации за изградба на старски домови, односно 4 локации, меѓу кои локацијата во Пехчево, каде што купувачот на објектот кој што порано беше старата амбуланта има обврска во период од 2 години да отвори старски дом. Меѓутоа исто така се продадоа и локации за изградба на старски домови во Охрид, во Илинден, исто така и во аеродрома. Набрзо ќе излезе јавен повик и за продажба на локација во општина Петровец, во Катланови, исто така во Богданци. Во соработка со останатите општини во Република Македонија ќе направиме максимални напори за континуирано да влијаеме на зголемувањето на капацитетите за згрижување на стари лица, меѓутоа исто така и за зголемување на квалитетот на услугите кои што ги даваат истите капацитети. Приоритет за згрижување во овие институции ќе имаат старите лица со ниски примања и оние со нарушено здравје. Старите лица во Република Македонија имаат, особено оние кои што се во потешка здравствена состојба, имаат неопходна потреба од секојдневна и континуирана грижа. Токму таа потреба ја наложува и поголемата потреба од институции кои што ќе овозможат 24 часовна грижа за старите лица. Верувам дека приоритет ќе имаат оние кои што имаат пониски примања и кои што се во потешка здравствена состојба. За сега, неодамна изградениот објект во Берово е единствениот од ваков тип во државата, кој е општинска јавна установа за згрижување на стари лица.